Браво, живо! Добар ден, среќен ден од градскиот стадион во Штип, каде што денес ќе се одигра дербито на втората фудбалска лига меѓу домашната Брегалница и Беласица од Струмица. Времето е вака идеално, тука сме продукција Скок да го покриеме овој фудбалски настан во соработка со телевизијата МНет, односно со нашите колеги Благоје Сарсемов и Александар Ванев, да се обидеме да го доловиме сето она што ќе се случува на теренот меѓу овие двајца стари ривали, добро познати соседни ривали. На некој начин дебитираме во МТНет од еден друг агол, што се вели во живо со директен пренос како коментатор, и со Господ напред ќе видиме како сето ова ќе оди. Живо. Не сум те видел Што правиш бе? Добре си, леле, наши мал. Кажи ми збор два за Беласица Брегалница у минатото. Си бил дел од некоја утакмица? Си играл? Како гледаш на тоа ривалство низ годините? Сеќаваш ли се на некои моменти? Секој пат е било дерби утакмица. Така. Неизвестно. Неизвестно секој пат е било, ама мислам дека сега Британци ќе победат 2-1. Во четворката што играш? Намотевани играчи? До текушно. Леле. Знаеш ли дека за тебе сум викал дека си најдобар таа генерација? Број 4 беше. Абе сега миг си го враќам филмот. Со вас Фатиновски ковел? Да. Со Матеничаров. По очите те познав и по. Ме викна гости малци, ќе видам кој коментатор да попунам нешто да направам. Леле, многу ми е драго. Александар Стојанов, член на славната генерација на Беласица од Биареџо 2001 година, за која јас со Матеничаров сум дебатирал дека е апсолутно најборбен, најбрз и најпргав фудбалер. Ме потсекеше на Гатузо тоа време. Дали сум му право? Пратам и на Facebook. Добро. Притисна да нападнат код противничкиот гол и лека полека се одвива тоа темпо на Брегалница со минување на фазите на играта. Ево го брзи Масински однова. Втор удар на Брегалница, втор прецизан во рамките. МНет телевизија има прецизна статистика која оди континуирано во текот на преносот и тоа е многу добро за гледачите на оваа телевизија. Така дека имаат можности статистички да го следат самиот надпревар, што е уште една можност да се повеќе го подигнеме
македонскиот фудбал пред цела втора македонска фудбалска лига. Ветувачки напад на Брегалница. И треба да бидат внимателни затоа што можеби нијанси ќе го решават победникот на овој денешен надпревар. Имавте можност да погледнете самата табела пред почетокот на оваа коло, имавте можност да видите што практично досега одигра едните и другите и целокупно се што она што го имавме во втората лига по 11 кола. Густ е распоредот, беше навиен распоредот, 3 надпревари во 7 дена, можеби до некаде имаме некој умор кај самите. Но Немелков еве сега простор за искусниот Спирковски. Оди напред Беласица, можност да се отвори резултатот пушти. Ќе биде удар, само покрај голот не успеа да стигне тука Сулев. Прв удар на гостите од Струмица, непрецизен покрај дирекот. Ако добро бројам, мислам дека е 3:1 во удари, 2 во рамките на голот, 1 блокиран од страна на Беласица, 3 за Брегалница, 1 за Беласица. Во цели 10 минути мислам дека може да бидат задоволни љубителите на фудбалот кога има 4 удари за 10 минути, не може да се каже дека се игра лошо или слабо. Уште да видиме реализација по голот. Во секој случај Беласица е доста ефикасен тим. Ќе видиме. Не знам какво е твоето искуство, впечаток во овие минути. Мислам дека Беласица тежештето на играта го фрла под нивната десна страна, односно лева страна на Брегалница. Капсаро со број 19 е доста активен. Рече си, да, сите акции одат преку десната страна, преку Капсаро. За разлика од тоа, Брегалница игра и лево и десно. Добро, длабочинско. Преку капитенот е тоа. Кожев на домашен терен ќе бара триумф против Осолово. Новаци како фаворит ја чека слога Виница. Преспа големо конјери тука, дефинитивно тимот од Ресен ќе мора да триумфира за да може да биде во посериозна трка барем за баражот. Саса Детвинит Плачковица, Тетекс победа. Ова се двојките за ова денешно 12-то коло на втората лига. Само да те дополнам, можеби борбата за опстанок и избегнување на директно испаѓање и пласма за бараж за опстанок е уште пожестока и погрчевита отколку за челните позиции. Тоа дефинитивно се огледа фактот дека 5 екипи директно испаѓаат. Тоа е поради кратењето на лигата, која што следната сезона ќе мора да брои 14 екипи. Можеби ќе донесе повеќе квалитет тоа. Ова беше малку интересно, изведен слободен удар на Брегалница, не се разбраа домашните фудбалери. Едноставно ја продадоа топката на гостите, малку несвојствено за посериозен тим. Превид, грешка. Одиме понатаму. Повторно преку десната страна. Капсаров, Коцев. Само Детвинит Плачковица Кожев успеа да извлечат, двете екипи одигра 0-0. До сега овде никој нема освоено барем во тековната сезона 3 боломи. Ќе видиме дали ќе биде тоа прва Беласица, ако успее тоа ќе биде и прв пораз за Брегалница. Лично не верувам, бидејќи Брегалница некако ми стои поамбициозна, со скриена можеби амбиција, внимателно. Лично се земам за право да го искоментирам фудбалското познавање на Владко Костов, кој секогаш и него крие тоа, повеќе гледа да го сочува твојот гол внимателно, а од што се вели со фудбалски жаргон, од 2 шанси да се постигне 1 гол е умешност. Мислам дека Брегалница точно така игра на овој надпревар и ќе чека својата шанса за победок и за евентуална победа во продолжение на надпреварот. Има една изјава која што ми ја сподели Љупчо Марковски Калц, тренерот на Шкенди Речино, вели: фудбалот е единствен спорт каде што може да не играш, а да победиш. Токму така, популарниот Калц е стар фудбалски волк и неговата кажување треба да се цени и почитува. Еве ги верните ајдуци, ќе биде атмосферата сега зобрена. Мислам дека сега веќе ќе биде доста пожестоко и на трибините, но и на теренот. И добро е што има навивачи од двете страни. Сега тргнува Брегалница, Хусейн Демири. Николовски бара тамо топка, а сега греши Ѓоргиев. Погреши тука сега Ѓоргиев, имаше можност, Николовски бараше топка. Да, беше отворен на левата страна, по левата босна позиција. Тоа се тие брзи луцидни потези, ако идејата не беше лоша. Ова е фаул, оправдано. Олира беше овде Спирковски, од страната Мелков. Се жали на повреда, дали ќе има потреба да го на лекарска интервенција или сепак не. Панче Стојанов, кој што ја водеше Брера, сега дојде и во Беласеве, еден жолт картон, сега во кај некој од стручен штаб е доделено, тоа е некој на помошниците на
Панче Стојанов, дали се работи за Благо Митев или Димче Манчев, кои што се помошници. Добро, имаше претходна опомена од страна на главниот судија некаде првите 10 минути. Повторена реакција, мислам дека со строгите фудбалски правила жолтиот картон е тој што следува за такви реакции, за да се стиша страстите. Имаме еден момент кој што треба да го искоментираме. Брегалница имаше доста предигри на овој надпревара. Дебито беше 79 година во рамките на тогашниот куп на Југославија, односно во рамки на Македонија. Брегалница ја победи Беласица со 6:4 на овој стадион. Славниот тренер Никола Хаџиев беше на прв тим, ме префрли од младинскиот во првиот тим, дебитирав, игра 20 минути и постигнав еден гол. Убави спомени ме врзуваат за Брегалница Беласица. Да видиме. Ова можеше да се искористи. Се спаси сега. Мора да видат. Многу итро го следеа фудбалерите на Брегалница секако. Вакви грешки може да решат многу на преворот. Се согласувам со тебе, ова е дуел сепак на двајца фаворити, двајца претенденти. Психолошкиот притисок си го прави своето. Мене ми изненадува искрено што играта повтора Капсанов. Капсанов е тамо Коцев. Сега го погоди само тамо блокот. Се отвора простор за полуконтра. Но оно што е интересно, Беласица ја напаѓа Брегалница на незината половина, не се повлекуваат. И виде доста узбудлив на преворот, ми се чини ако 0-0 биде во први дел, во вториот гол, во втори дел ќе гледаме многу поголема борба за погодот. Охрид го отвара резултатот на Белен Извор 1-0 против Скопје во дербито на популарните рибари и пиратите во битка на две екипи исто така кои што бркаат да влез во првата лига. И двете екипи таму и нови делови две екипи со отворени амбиции се на влезот за прва лига. Шкендија ќе чека киксови, ми се чини дека со Ремија и во Штипи во Охрид, ако они триумфираат денес во Неготино и така ќе направат сериозен чекор напред боловен, затоа што во следното коло Брегалница гостува кај Шкендија, а рачино Брегалница ќе има уште едно дерби. Тоа е навистина голем притисок за фудбалската чета на Владко Костов. Меѓутоа, нели велат народната мудрост, на мака се познаваат јунаците. Треба денес Брегалница да покаже дека заслужува таа борба за прво место. Добар удар, прецизен. Мислам дека е прв удар во рамките на гол, ќе го покаже статистиката на телевизија Манет. А Филипски младиот голман, кој што роден 2005 година, одлично тука се снајди и практично го прочита тој удар кој што беше испратен од Спирковски. Одеше по средината на голот. Така. Мене ми се чини дека Брегалница со Ристи Темелков и Стеван Коцев како два штопери, сега за разлика од тебе, јас Брегалница не ја гледам постојано, меѓутоа си зијам за право мојот печеток во овие 30 на минути да го поделам. Играа доста сигурно, доста добро во задната линија и ова дава гаранција дека Брегалница тешко ќе прими гола. Еве, обиди да постигне. Беласица исто добро организирана од позади. Мисли, че и јас ќе го решават победникот денес. Па, обично дерби на преварите се така. Ова е за жолт картон. Ова е за жолт картон. Жолт картон? Најденов, ми се чини тамо по жолтува. Мислам дека и се начен критериум на главниот судија и двата жолти картона во рамките на она што го предвидуваат правилата на за делење на судиската правда. Ова е можностите на ваква ситуација од прекин со некој нафрлена топка, бидејќи досега не видовме да има овде корнер, од една ваква ситуација можност да се отвори резултатот. Овде повеќе би одел во длабочина, во 16-никот. Може би е некоја уиграна варијанта, ајде да видиме. Очигледно е фудбалерите на Брегалница се префрлија таму на работ на 16-никот. Серафимовски ова кој што изведува, но сега е направено тука. Ова е наивно, ова не и треба на Брегалница. Фаул во напад, кажано со кошаркарски речник, во позиција кога ја имаш топката и имаш ситуација да изработиш нешто е фудбалски неинтелигентно. Така,
Не треба да се прават вакви потези. Тренерите некои се мирни сега, за сега и Панче Стојанов и Владко Костов со некоја ситна забелешка можеби, но генерално за сега е мирно. Останало да видиме што ќе воведе, бидејќи некаде околу 25 минути некаде имам игра овде во 26-та минута покажува новинарскиот часовник, не е меродавен. Еве ја сега собрива таа атмосфера, верната фаланга. Но интересно тука што ги имаме верените ајдуци, значи тука се и навивачите на Беласица, ова значи дека ќе биде ова вистински дуел со две навивачки групи кои што ќе дават силна поддршка. Еве го напред Коцев, ова е очекидно влечење тука за трес од страна Серафимовски, но продолжува играта. Јас мислам дека ќе следува жол картон по првиот прекин, ако судијата го види сето тоа. Влечење за дресте жол картон. Треба да биде. Да. Еве. Само да помена. Ова е малку ситен дар. Можеби немаше толку интензитет на ова влечење. Сепак тоа е судиско гледање на конкретната ситуација. Меѓутоа има опомена, сепак судијата видел, значи. Ќе се чини дека на некој ситен контакт следен ќе пожалти сигурно Серафимовски, затоа ќе треба да е внимателен. Дали се согласуваш дека Беласица упорно игра преку десната страна? Така е. Тоа е она што го волчевме уште од почетокот и продолжи натаму да форсира. Не знам зошто не промени некоја тактика, па да го изненади малку противникот. Некако Брегалница споро, можеби тешко доаѓа со тие проигрувања до голот, повеќе се форсираат длабочински топки. Што не е погрешна тактика ово. Надпреворот е од голема важност и 3 бодови се капитални за другите во битката за добитник. Само првиот има директен влез во прва лига, вториот и третиот игра бараш за можен влез во фудбалската елита, што ќе биде навистина тешко, бидејќи треба да играат против 8-иот и 9-иот на праволигашката табела, каде што има доста поквалитетни екипи, а разликата помеѓу првата и втората лига е и како голема. Фудбалската логика вели подобро е да си прв отколку втори или трет. Затоа борбата е интерес. Да видиш мирен и веќе да се подготвуваш за првата лига без тие дополнителни напори. Концептот на Брегалница беше, како што беше најавено на првата пресконференција, да ги соберат сите своји фудбалери. Добар пробив. Асески. Дока само да погоди Гибраштиевски, можеше да е доста опаснова. Ова беше добро пробивање низ одбраната на Беласица и корнер. Прв корнер на надпревор. Ова е малку куриозитет со однос на тоа дека и двете екипи играат офанзивно. Прв корнер во 32 минута. Ако добро броиме. Не. Идејата ми беше кога завршува нападот на Брегалница, кога се губи топката во таа трета третина, да кажам, пред противничкиот гол, треба да не се публикува директно тука, да се обиде да се направи фудбалски притисок и евентуално да се потисне противникот за да се постигне тој посакуван гол. Тоа Беласица го направи не еднаш, два пати. Коректно вратена топка. Знак на спортскиот фермер и ќе тргнала сега Темелков. Костов. Ова импресивно делуваат Костов и Темелков во задната линија. Не знам зошто така, некако ми остави печаток. Се покажа доста клучни, не само на овој надпрв, меѓутоа на сите надпревари кои што Брегалница ги играла, барем кои што јас сум ги гледал. Бидејќи се доста важна алка назад во одбраната, јас го рекол се всушност столбот на одбраната на Брегалница. Тоа некогаш носи бодови и 0-0 е добар резултат во одредени случаи. Кој би бил позадоволен според тебе ако денес имаме 0-0 или рекол? Јас мислам дека Беласица би била апсолутно задоволна, а Брегалница не би требало по моје видување, бидејќи домашен терен и амбициите се тие. Не би се осудувал толку да го коментирам квалитетот, убаво кажат има квалитети на двете страни, но Брегалница императива со трите бода е на страна на Брегалница. Еве, добро кратко прививање. Хусеин Демири! Не успеа сега тука Томовски попречи. Поранешниот фудбалер на Брегалница. Томовски добро го загради Хусеин. Коректно го загради без фаул. Просто сега ще еднаш до Коцев, капитенот на Брегалница. Не бие, го погоди Сулев
Еве Коцев одново, Одлично. еднаш нафрлена топка, сигурен сега. Тука недостасува тој притисок, повеќе фудбалери во сини дресови во 16 год на вакви нефрлени топки. Малце како да го нема тој завршен трк, таа енергија, тој завршен притисок пред голманот на Стромичка Беласица. Атмосферата е добра, временските услови се подобрија, што ни овозможи да проследиме добар фудбал, меѓутоа ми се чини дека погодок фали едната на другата страна за да видиме нешто повеќе. Ми се чини дека погодокот, ако Брегалница прва после погодок и се отвори, Беласица ќе оди на уште поголем притисок и тоа може да донесе погодоци многу повеќе. Да, и поквалитетна игра, по-динамична игра. Вака се уште кој е 0-0, ова е фаул за Брегалница, калкулираат и двете екипи. И сега останува ако евентуално пак Беласица прва победа дали би се затворила повеќе да чува да брани, па да чека некоја контра, можеби нема да види со таков поголем притисок кон Брегалница кој што пак таа ќе треба повеќе да се отвори да притисне. Така е, зависи во кој период би паднал евентуално тој погодок. И на едната и на другата страна. Со десна нога топката ќе оди кон голот на Беласица со внатрешно ефе. Може едно цимнување, допир со глава со нога да го... Не. Да, расчисти. Георгиев ќе бие, но сепак не беше опасно. Не беше ни толку лошо. Обид удар секогаш треба да се почитува. Непрецизен го броим. Така. Еве сега топка за Сулев, но Спирковски. Еве простор. Чиста ситуацијата вели овде главниот судија Владко Илиевски Чист старт. Отприлеп, но Спирковски сега на тренникот, таму се жали на повреда. Чисто одземна топка беше тоа од Стефан Костов. Ова е што го зборувам за мојот печаток за двата штопери на Брегалница. Ова беше исклучително непријатна ситуација, тешка ситуација кога Стефан Костов умешно реагираше. Да не речам со мини лизгачки старт, коректно ја одзеде топката. Сега малку дали е ова, дали мораше баш да лежи Спирковски. И тоа е дел од фудбалот, да бидеме реални. Так. Може би не спортски, ама трпи. Мини консултација со Владко Костов и неговите фудбалери. Реакција на Серафимовски Виктор кон клупата на домашните. Може би бара нешто да се промени во самата поставеност, не успев да разберам. Распомнаме дека Никола Кузманов е помошник на Владко Костов, а пак Александар Митрев тренер на голман. Две добро познати фудбалски имења во Штип, барем јас добро ги познавам и Кузманов и популарниот Сантов. Долги години во фудбал. Повторно малку Беласица како да ја презема топката во свој нозе. Аут за Брегалница. Многу работи зависат од Брегалница. Така е најдобро, ако си во ситуација, ако фудбалските прилики и борбата на теренот наложува сам да ги решаваш нештата. Нов корнер, кратко проигрување. Тука на прав Чекор, еве сега уште еден. Ако ги немавме на почетокот на преварот, сега ги имаме. Ако добро памтиме, 31 минута беше првиот корнер. Овие се за Брегалница, па и тоа само по себе покажува на чија страна е иницијативата. Како да почувствува навивачите на Брегалница, популарната фаланга, дека треба поддршка во овој финиш на прво полувреме. Брегалница игра пред голот на Беласица. Николовски, Томовски сега изблокира. Нов обид Серафимовски. Нема сини дресови во 16-тикот, тоа беше добро. Премногу назад стојат фудбалерите на Брегалница. Премногу, ова беше добра. Во стрцето на 60-тикот, добро свртена топка. Активен Николовски и во нападот изведува корнери, еве, добра интервенција и во одбраната. Мислам дека добро ја држи левата бочна страна. Сега ова ќе биде идеална ситуација за Беласица. Фаулирање врз Александра Коцев, тој е футболерот за број 10, кој што е на требникот. Покрај него е Капсаров. Ајде да видиме кој прво ќе ја превземе сега, условно речено таа одговорност да изведува. Се лути Владко Костов на овој досуден фаул. И одбрамените играчи по дефолт треба да внимаваат, да не се прави фаул во вид на скратен корнер и во таа зона на центар шут или директен удар.
повеќе ја гледам вината во одбранбените фудбалери на Брегалница отколку во симулацијата на фудбалерите на Беласица за конкретната ситуација, за ова што сега следува. Мала борба во стил на слободен стил. Коцев таму се капитенот се жали. И бидат опоменати 20 играчи. Добро, енергичен е Спирковски. Многу фудбалери во бели дресови. Нема ништо. Брегалница треба да излезе сега далеко од својот гол и да го нападне противникот тука. Подршка. Ова е картон. Стар за жол картон. Фудбалерот со број 9 Горан Томовски, поранешниот фудбалер на Брегалница. И мислам дека добро го направи ова ветуваш и беше многу сериозен напад за Брегалница. Да не речам намерен фаул за да ја спаси својата екипа. Атмосферата и на трибината. Атмосферата зобрива, реакција беше ова на публиката, претпоставам можеби оправдана реакција. Она атмосфера која што овде на стадионот можеби нема некоја огромна бројка на гледачи. Како беше во минатото кога ви дебитирате? На дуелите Брегалница Беласица и мала дегресија, сум роден и пораснат непосредно до стадионот на 50 на 100 метри. Ги паметам сите дуели, 2 минути продолжување само да ги информираме гледачите на нашата телевизија и присутните на стадионот, да кажам, Брегалница Беласица постојано стигнала пред многу публика. Не сакам да бидам лажно скромен, оваа посета можеби е задоволувачка за сегашната ситуација генерално во македонскиот фудбал. Не за штипски прилики, но лично мене како Мијалчи Доргутов и мојата меморија кога се опрашање Брегалница Беласица е многу тенко, мислам дека треба повеќе да има. Брегалница Беласица играле пред 5000 публика во Републичка лига. Зборувам за некаде 80-тите години. Сега сме далеко од таа бројка. Не само Брегалница Беласица, далеко е и Вардар, и Победа, и Пелистер. Не е тоа слика во Штип, тоа е слика на сите стадиони во Македонија, за жал. Кога спомнавме Победа е екипа, фудбалски бренд кој што е долу на табелата, се бори постојано за тој опстанок овие неколку сезони и еве Тетекс победува токму со 1-0 против Победа. Ова ќе биде уште поголеми и комплицирани. Ова не изгледаше дека е сериозен старт, меѓутоа Ѓорги Стојчев сигурно со своето 35 годишно, 40 годишно искуство како доктор цени дека ова е за повеќе интервенција. Го подигна во височина со стартот, ми се чини. Александар Дамија Масиски, ова е повредениот. Не знам дали ова најверојатно ќе значи принудна измена која што ќе мора да ја подготвува Владко Костов. Не е сигурно. И мене ми личи така. Не е задоволен она гримаса на лицето кој што ги гледаме кај Грч, да, точно пред новинарската ложа побина со грч во лицето. Да го проследиме овој центар што еве го Томовски кој што претко направи тоа фаулирање. Капсаров тука е чисто, нема ништо. Стојанов. Добро, секој се лути за себе, тоа е нормално, треба и реално да се гледа. Мислам дека дербито повеќе ги задоволува вкусовите отколку да кажеме дека сме разочарани. Тоа е едно мое гледање вака од оваа коментаторска позиција. И застануваат головите, она што е најважно во фудбалот, да се надеваме дека ќе ги има. Досега оние барем две дербија кои што беа одиграни овде со Божо, тоа беше дуел на два штипски тренери, Иван Варадиновски со Владко Костов и со Детлинит, кога практично Горан Здравков, Владко Костов завршија без поголовици, да видиме што ќе донесе вториот дел со оглед на фактот дека означивме крај, стандардна пауза има од 15 на минути и ќе се вратиме да го проследиме вториот дел. Што вика? Најдобриот водител во цела држава Мијалчи. Абе, дојде да те частам нешто. Нема. Како се викаше? Стефан? Леле, браво. Убав е личен, види го.
пауза, полувремена надпревара Брегалница Беласица во Штип, многу познати фудбалски имиња со години, би рекол фудбалски инвентар на стадионот. Разговараме со Јордан Топликлиев, мој поранешен сосед, комшија од 9 мај, инаку фудбаломан од глава до петици, можеби еден од ретките кои, ајде да си земам за право, води мртва трка околу фудбаломанството со мене. Секако. Меѓутоа, тоа беа добри убави времења, кога се поштуваше убавото, кога имаше навистина добар фудбал, кога трибините беа полни. Еве, например, ова дерби денес беше навистина дерби. Струмица, не. Ние само дигресија, ние двајцата сме пораснати до стадионот, на улица. Сигурно ќе се сетиш колку народ имало врв улица низ нашите улици и ги полнели трибините. Секако. Трибините беа препълни, се бараше карта повеќе. Меѓутоа тоа денес го нема. Квалитетот е, да не кажам, многу низок. Мислиш дека тоа е една од причините? Да, секако. Промена на генерациите не се толку страстни како што бевме ние. Значи, кога играеше Брегалница во Струмица, мислам дека Штип се празнеше. Апсолутно така, апсолутно така. И обрнато. Меѓутоа, еве тоа денес го нема. Како гледаш на денешниот надпревар полувреме? Имаш по мене имаше динамика и избројавме 5-6 удари кон гол. Како ти го гледаш да тоа? Да бидам реален. Моите очи велат вака. Многу слаб фудбал. Очекував од Брегалница да биде малку поостра. Остра, мислам, во наводници, не да гинат на терен. Сепак ова дерби. Значи, да дадат се од себе. Меѓутоа ќе видиме, може и второто полувреме ќе ми демонтираат. Така, да не предозирам. Збор 2 и со Јордан Топликлиев, сигурно меродавен, кога е во прашање генерално и првата македонска фудбалска лига, но кусо твое резиме и односно шансите на македонската фудбалска репрезентација и е на мини анализа на овој настап. Не чека напред во Кардив, борба за тоа второ или трето место, бараш за пласма на светското првенство. Мислам дека имаш сенс, право, информации и да не речем Сиви да го кажеш своето мислење за ова. Видите вака, што се однесе до првата фудбалска лига, концентрација на квалитетот е во неколку екипи. Ке ги издавам Струга, Силекс, Шкендија и да не заборавам Вардар. Добро, Вардар има малку и една друга помош, меѓутоа тоа е таа концентрација на квалитетот. Останато тоа е борба за гол опстанок. Што се однесе до репрезентацијата, да ви кажам една вест. Например, сите фанови на сите македонци во Англија се мобилизираат, тамо и дел од мојата фамилија, и се спремат на утакмицата во Велс. Сакам да ви кажам, значи, постои таа еуфорија. Сакаме добар резултат, очекуваме едно убаво првенство да излеземе. Ја мислам дека македонската репрезентација го заслужува тоа. А мислиш ли дека внатре, како да кажам, тука кај нас во Македонија изостанува таа еуфорија, да кажем, и тој зголемен интерес? Секако, многу политиката влезе во спортот, искрено да кажам, а тоа ме плаши. Помнете вие што се случува на фудбалските терени. Навијачките групи станаа продолжена рака на партиите. Тоа не е добро. Секако. Генерално зборуваме, не? Да. И тоа ме плаши. Погледнете во соседната Србија што се случува. Значи, се оно што е во шестото се пренесува и на репрезентацијата. А не да немаат квалитет, имаат таму што да прават. Се плашам дека македонската репрезентација. Конкретно пред да почне второто полувреме, да почнеме со нашиот пренос. Најконкретно твое очекување 18 ноември во Кардив, Велс, Македонија од резултатски аспект. Тешка утакмица, ја мислам дека ќе дадеме се од себе, дај Боже да биде, се надевам дека, мислам дека нерешено ќе биде. Можеме да стигнеме до нерешено. Добро. Благодариме на Јордан Топликлиев и да го одјавиме како огнен навивач на Црвена звезда. Од времето дека Тито беше жив. Да кажам така? И ден денес, да. Поздрав. Благодарам. Леле! Дека сте бе? Добар ли си? Чека да видим. Леле, ама се радувам. Што правите ви? Расправа ме треба да коментира. Па нормално, што? Се ливајте. Ајде да те видиме после на кафе, со тебе. Обо бе. Биди тука, морам да почнам. Тука да бидеш.
Уште еден спортски поздрав од градскиот стадион во Штип, дерби на Истокот, дерби на Брегалница и Беласица, 12-та коло втора лига, надправа кој што го коментираме заедно со мојот колега Мијалче Дургутов. Има што да се каже, што да се искоментира за него, особено будат доста спомени, кажете на почетокот, особено онаа деви кога сте играли за Брегалница, а дебито токму против Беласица. На истиот овој стадион на долната статива према помошното игралиште. Последните 20 минути славниот Батенико ми даде шанса да играм за сениорите на Брегалница со тогашниот состав Шумански, Штериев, Мите Ѓорѓиев. Мислам дека и Боро Цеков се уште играше, и Кономов, да не речем, беа на залез. Последните 20 минути дадов еден фантастичен добар гол со волеј, 6-4 победи Брегалница. Добри спомени на Вира. Многу погодоци тогаш, но сега има 0-0 по првите 45 минути. Со тоа што ќе видиме што ќе донесе овој втор дел, затоа што и во Неготино, каде што игра Вардар против Лидерот Шкендија, речено е 0-0, така да се отвора доста простори и можности. Еве притиска сега Брегалница. Како одат нештата, ми се чини дека ќе има гол, не верувам дека ќе останат почетните 0-0. Ако што дава силна подршка на Беласица, тука се и верната фаланга која што дава пак силна подршка на Брегалница, две навивачки групи кои што нудат една можноста да следиме еден добар фудбал во кој што и едните и другите се борат за да стигнат до тие 3 бодови што е цел и нейните и на другите. Императивот за бодовите е тука, нема сомнение. Останува да видиме во продолжение во овие втори 45 минути во второ полувреме како ќе се одвиваат нештата, дали ќе притисне Брегалница како домаќин или Беласица како гостин. Очигледно е дека и Беласица не застанува, не знам дали ќе се сложиш, ај покажа ви ова. Не ги бранат овие 0-0, така ми се чини. Тоа е факт дека нема да бидат задоволни со реми. Веднаш на стартот од вториот дел имаме измена. Да видиме што сега ќе минува Панче Стојанов. Па очигледно и по реакциите на гостинскиот тренер на Панче Стојанов, исто така познато фудбалско име. Конкретно сега за реакцијата, чив беше аутот на Брегалница и Беласица, покажува дека не се помирува. Имам измени кај Брегалница, Давид Колпачки, најдобриот стрелец на Брегалница од претходната сезона со 10 погодоци. Претходно стрелаше на надпреворот овде под рефлектори во дербито против Скопје за 0-2, откако претходно, односно за 2-0, откако претходно Костов отвори резултатот. Еве ја изменати и кај Беласица во игра ќе влезе со број 14, тоа е Марио Наумовски, на место на Стефан Зулев, кој што претходно се пожели тамо на повреда, веројатно е тоа кое што беше алармантен сигнал веќе за да може да мине Панче Стојанов и Калпачки ќе влегува во игра. Масиски принудно го завршува овој надпревар. Фудбалерот со број 18, кој што имаше две добри шанси на првиот дел. Калпачки е добриот стрелец на штипските сили од претходната сезона ќе влегува во игра. Ова е принудна измена, не планирана. Само да се додадам на твојот коментар, издржан аргументира, две измени на Брегалница, двете после посериозни повреди на фудбалерите на Брегалница. А коректен надпревар, не може да се каже дека нешто се игра премногу остро или не да боже грубо. Но тоа е фудбал. Две измени, две повреди. Некако и фудбалерите на Беласица го немаат тоа завршно додавање во последните 30 метра пред противничкиот гол. Тој клуче завршен пас. Да, завршниот пас или при евентуален центар шут, нафрлување или асистенција за гол. Мислам дека и кај двете екипи изостанува тоа. Ова непрецизно додавање само потврдува дека Николовски е исто доста активен по таа лева страна, барем мене така ми остава впечаток. Настрана грешките ја држи, трча и во офанзива и дефанзива. Дури да, една дигресија, малку ме потсети на легендарниот Никола Штериев, легендарната тројка на штипските сини од крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години, кога ораше по таа лева страна. Зборувам чисто за неговата идеја да учествува во нападот и во одбраната, не зборувам за нити нешто да споредувам со квалитетот на Штериев кој имаше изваредна кариера.
сепак ова е надпревар кој што ете, кажавме кај постарата генерација сигурно ќе буди спомени овие надпревари кои што сигурно дека се останати во сеќавање на нови генерации назад. Има еден исто непријатен спомен. Ајде дали сега да го споменеме да проследиме акцијата на Брегалница. Поврзан со старото ривалство на Брегалница и Белацица 1986 година, тоа е пред 40 години. Играат на овој стадион, оваа трева, Брегалница и Белацица. Трајче Симоновски, легендарниот фото Трајче, кој беше измореден фан, јас го паметам што Трајче како ерген, како дете, велеше Брегалница мора да ја победи само Белацица да ја победи. Со другите, со Борец, Велес и Победа, Приле можеме да одиграме и нерешено, ама Белацица да ја победим. И тој ден, некаде 86 година, Трајче Симоновски вели, дајте денес да ја победиме Белацица па и да умрам. Малку непријатно, но вечна слава за него и спомен на токму на тој надпревар. Трајче Симоновски доживеа инфаркт за време на надпреварот, кога Брегалница постигна гол 2:1 и почина, го загуби животот. И тоа е дел од ова традиционално ривалство на Брегалница и Белацица години наназад. Имали многу добри моменти сега да следим играта по некоја друга прилика и повеќе. Ова не се прекинува. Судија, извини, ова не се прекинува. Брегалница има идеална контра. Имаше фаул тамо над фудбалерите на Белацица, меѓутоа ми се чини дека ова Брегалница е спречена, да не речем оштетена да го реализира овој контранапад. Можеше судијата да почека, сигурно ќе се подигнеше фудбалерот, ќе се покренеше фудбалерот на Белацица. Иако реков, имаше контакт, имаше фаул. Еве сега помена ова до толпачки, тоа е ново влезение, тоа е толпачки. Пак судиска проценка, не можеш да забележиш. Меѓутоа се развиваше нападот на Брегалница. Ветувачки, што би рекол. Сега вака топката е вратена на почетна позиција. И повторно Белацица преку десната страна, упорно преку Капсаров. Тука се игра. Дори понекогаш мислам како да немаат лева страна, лева бочна страна. Помалку и чудно. И дополнување, трите бода за Брегалница или за Белацица се всушност 6 бодови во оваа пресметка. Бидејќи директно го оддалечуваш конкурентот. Так, апсолутно, да. Не може да се рачунаат трите бода освоени од Брегалница или од Белацица против Вардар Неготино, например, или меѓу директниот дуел. Тоа е квалитативна разлика. Гледате како Сега направо на фаулирање врз двоен блок врз Николовски од два бели дреса, два одбранени фудбалери на Белацица го удвоја. Тешко се поминува така. Никој не приваѓа да се проигра нешто во средината. Малку нешто тенко ми стои ова работа со Брегалница во завршницата. Во последните 30 метри некако не се демаркираат, нема тоа завршно додавање всушност. Така беше со Детони Плашковица затоа што доста потврли тамо во нападот. Еве сега грешка Николовски, даде кио. Добра шанса. Сигурен. Ова е недопустиво. Ова мораше Николовски да шутира. Марко Николовски го имаше моментот на волката. Многу итро е одзеде топката и добро тргна. Не знам зошто не шутираш. Не може да свати. Требаше да шутира без оглед и да одбрани голманот. Шут, а загубена топка е загубена топка. Останува и натаму, но ова е дефинитивно најзрелата шанса. Мислам дека и на дерби надпревар ваква кардинална грешка на противникот мора да се користи, мора да се дојде до тој гол, до таа предност, до тие евентуално 3 бода кои би ги донел тој гол. Последни совети кои што ги споделува Владко Костов со младиот Лука Бојаджиев се работи за млад фудбалер роден 2006 година, а од игра е повлечен на Марко Николовски. Ова е таа втора измена кај сините. Дали Костов го засилува шпицот на нападот со оваа измена? Ова е тоа, таа игра која Брегалница по мене треба да форсира. Ова. Можеше тука да не се свири. Имаше контакт. Реакција на штипската публика, оправдано или не,
Ајде нека проценат и гледачите на нашата телевизија. Судијата и неговото е последно. Спортивната страна, одново си кај Капсаров топка. Повторно кај Капсаров, да. И оди 1-1, се обидува. Коцев. Ке бие, по земја. Думовски сакаше со Коцев проигрување тука кратко, но ништо. Гол аут. Не се предаваат ни едните ни другите. И натаму 0-0 почти, немаме погодок. Не гледаме дефанзивна игра. Некако го нема пак, да не бидеме тавтологични. Тој завршен удар, тоа завршното давање конкретно и во оваа акција на гостите изостана удар кон противничкиот гол. Некако премногу се компликува. На спортивната страна и фудбалерите во сини драсови, домашните фудбалери прават нешто слично. И сето тоа го прави резултатот. Горан Силјановски. До Коцев. Добро додавање. Демири добива простор да бие. Сигурен сега Трајко. Уште една голема шанса, ќе имате можност. Ова беше добра шанса. Да ја покажете ова шанса на Штимири. Ова беше изварено одиграна акција, брзо, едноставно на прво додавање. И генерално можеби идејата на Хусинов не беше и лоша. Самата реализација беше несоодветна. Хусин Демири добро се демаркираше во оваа ситуација. Мора тоа да се потенцира. И го погледна голманот и сакаше да го лобува, нели? Имаше идеја, не може да се каже за разлика од претходната ситуација кога немаше шут кон противничкиот гол. Две добри шанси за Брегалница. Не е задоволен Владко Послов. Не е задоволен според на негова реакција, дефинитивно не е задоволен тоа како игра можеби неговиот тим. Најверојатно таа завршница или таа трета зона. Да. Коцев. Добреше тука. Сега ќе видам аут. Аут за Брегалница, еве ја стигнува поддршката и од оваа публика. По слободна проценка можеби 1000 гледачи. Сега на фаул меѓутоа за гостинот. Ваквите грешки во фаза на напад, кога тежиштето е некаде на 30 на 40 метри пред голот на противникот и чисто изфрлање на топката во аут, само го олабавува противникот и му носи предност полесно да се одбрани. Мислам дека Брегалница, незините фудбалери, не смеа да го дозволат тоа. Иако се гледа желбата и енергијата која ја ставаат, трчањето, залагањето, нема тука забелешка. Изостанува таа прецизност, тоа филинграско додавање кое му фали на валниот ред. Ова е притисок, ова е нешто што е потребно на Брегалница. Треба тука да се остане сега, да не се повлекуваат фудбалерите, да се направи тој мини пресинг на половината на противникот. Еве реакција од Никола Кузманов кон неговите фудбалери, бара стручниот штаб на Брегалница префрлање на фудбалерите на што поблиску до голот на Беласец, и тоа е добро во оваа завршница, во овие да кажем последни 25 можеби минути. Се бара тој гол за победа. Грешат и фудбалерите на Беласица. Можеби веќе ќе почне да ги стига уморот. Добро додавање. Нема ни многу голема ротација. Еве сега додадена топка. Хусин Демири одново. Пенал! Ова е пенал. Сосема оправдана одлука. Судијата реагираат сега таму Владко Илиевски не се двомеше. Стига можеби таа сега пресудна одлука, пресуден момент, дали Брегалница ќе го отвори резултатот, почти можност со ударот белата точка до својот резултатот. Останало да видиме кој ќе ја превзема одговорност и кој ќе го изведе овој удар од белата точка. Натаму протестираат сега. Без оглед на тоа, она што новинарскиот бележник, новинарското око може да го види, имаше напуцана топка фудбалски кажано од страна на фудбалерите на Брегалница и класично играње со рака. Спречување на топката на патот кон противничкиот гол. Така ние го видовме. И судијата Илиевски не се двумеше. Така, веднаш покаж на белата точка и натаму сега протестираат струмичени четворица фудбалери се околу главниот судија.
Еве сега им објаснуваат луката според она што можеме да видиме нели нивниот разговор како се последува таму, сепак тој е децидент. Ајде да видиме кој сега ќе ја презема одговорноста. Кој ќе го изведува ударот од белата точка? Мислам дека Брегалница има јунак за вакви потези. Темелков. Риска Темелков ќе биде тој кој што ќе изведува. Риска Темелков, Брегалница е пред можноста да го отвори резултатот во штип. Трајков против Темелков или обратно се едно. Идеална шанса за Брегалница. Дали ќе има ерупција на трибините. Што сега прави Темелков? Што сега направи? Еве сега и жолт картон има таму, ми се чини Брашливски. Жолтова. Што сега пропушта Брегалница? Владко Костов по реакцијата како во неверување. Што пропуште сидите? Другото, што беше ова сега? Ристе Темелков шутираше во стилот на Франко Барези или на Роберто Баджо од светското првенство 94 година. Не е ова правдање, нити некоја компарација. Голема испуштена шанса. Мислам, лошо изведен пенал, да бидеме реални. На крај тоа е наше новинарско видување, иако на секако може да му се случи. Но оно што е најважно, Брегалница испушти колосална шанса после оправдано досуден пенал. Тоа е фудбалот. Дали сега ќе има поголем мотив можеби кај Беласица или пак ова да вие некој негативна врз за Брегалница? Јас мислам дека Брегалница нема да го изгуби мотивот после овој. Ајде, лошо изведен пенал. Па не му е лесно и на Владко Костов сега да не си во негова тренерска кожа. И тоа е дел од фудбалот. И да не го одземам вниманието на ова иницијатива на Брегалница. Сум гледал многу големи надпревари, 12 финалења на Лига шампиони, 9 светски првенства, да не зборувам, да не видам дескомен. Многу вакви промашени пенали ми се во вртат во главата, значи се обидувам да објаснам дека тоа е само составен дел од фудбалот. Нити да критикуваме, нити да напаѓаме, уште помалку да бараме олеснување за Темелков, кој го промаши пеналот, но само ќе додадам, и тоа е фудбалот. Марио Костов, кој што е роден 2005 година, исто од 2005 година е роден и жив во систем. Еве ја војната измена. А ќе се подготви измена и кај Брегалница. Четворица се повлечени од загревање, што ќе минува сега Владко Костов. Очигледно штипскиот стратег ќе се обиде да ги фрли сите карти на еден адут, да нападне во финишот на надпреварот, да се обиде да постигне гол. Не гледам друго решение, не гледам друга алтернатива во оваа ситуација. Ајде да видиме како тоа ќе оде на зелениот терен, но наше е да кажеме тоа е единственото решение. Еве продолжува тој интензитет на Брегалница да се постигне тој гол. Георгиев. Ајде сега да видиме. Серафимов се беше губи топка. Малку премногу се држи топката до собствените нозе. Можеше тука да се изнуди фаул по мене. Останува Брегалница во напад, останува таа енергија, таа желба, тој интензитет за гол. Брегалница ќе задева можеби финални удари, тројна измена се подготвува таму. Хоќарска измена на Владко Костов. Мислам тука немам дилеми дека ова е со единствена цел да се нападне до крај голот на Брегалница. Игра ќе влегува Дарко Алексовски, популарниот Пеле. За влез во игра се подготвува и Енди Мантак, но и Дино Миколов. Не знам зашто се одложува ова измена на Брегалница, не. Повеќе ми се чини по подготовките на тие табли за измени, затоа што се уште рачно ќе правиме тие измени. Табла со само една измена каде што и доста време ќе одземи, тоа ми се чини доста Се обидам да те разбера, меѓутоа во оваа ситуација овие измени се неопходни, секоја минута е драгоцена. Еве Енди Мантак на местото на Хусеин Демири.
времето брзо минува, времето сега може би работи за Беласица да излече бот. Која добро се брани. Еве, една измена. Втора измена, Дарко Алексовски пеле на местото на Горан Силјановски. Но сега еве, настана проблем. Владко Костов реагира тука со Никола Кузманов, неговиот помошник. Сепак Костов е повлечен на местото на Дарко Алексов, а овој игра останува Горан Силјановски. Недоразбирање. Кога што е направено, останува сега да видиме Дино Николов. Тука Еве малку. тоа кој што го зборувам со тие табли кои што Рашев се местат, а ми се чини дека за една. Еве таа измена официјално е потврдена, значи Владко Костов ја направи измената со тоа што Костов го повлече од игра, а го пушти Алексовски и еве сега во игра ќе влегува и Дино Николов, а е повлечен на Лука Ѓорѓиев. 15. Доста време одзема ова. Ова треба да се компензира кај судијата Илиовски, прилепскиот арбитар. Владко Илиовски треба да го компензира ова време и да има продолжување. Беласица како малку да се ослободи од притисокот. Бара да се забрза. Со право судијата Илиовски бара, а Беласица можеби почне да тактизира, да ги задржи овие 0:0. Да искористим оваа пауза еден можеби фрапантен податок за фудбалерите на Беласица. Она што го кажуваат статистиките, ако секој пат треба да сме воздржани, дали се до крај прецизни. Статистиката вели дека Беласица на 5 гостувања има постигнато гол. Ова е 6-то гостување, 0:0, значи Може прв надпрв без постигнат гостински гол. да. И да се прекине таа, ајде условно речено, низа на постигнување на погодоци на гостински терен. Ова е за рубриката верували или не. И кога сме веќе кај таа статистика во независна Македонија, она што го покажува статистиката, колку е веродостојна пак, имаме малку резерва. Вкупно 14 превари, 6 победи на Брегалница, 6 нерешени исходи и само 2 победи на Беласица. Не ги броиме надпреварите од Републичката лига во некогашна Југославија или во трета лига исто. Изборуваме за последните 30 години. И ова статистика е во предност на Брегалница. Од секој аспект е предноста, но на теренот 0:0. И видиме што ќе донесе овој завршни мигови од самата средба овде во Штипа, ќе видиме колку ќе биде и судиското на дополнување, затоа што имаше доста прекиња во самата игра. Да не преюдицираме. Ево го Капсаров отвара водство на Беласица. Тоа што не го искористи Брегалница го казни. Она што го зборувавме претходно, мирие, затише на самата трибина, радост само на другата страна каде што се верни тајдоци. Водство на Стромичани. Ова е фудбалска казна, немам други зборови. Многу регуларен, би рекол и ефектен гол на фудбалерот кој можеби најмногу го спомнувавме, Капсаров. Така, роди со тоа што се Ако има цело време некоја форсираше. статистика, сигурно имаше најголем број на допир со топки и проигрување Капсаров. А од друга страна, ете, Брегалница се соочува пред можноста да го доживее првиот пораз, Владко Костов и Никола Кузманов, доста активни и дефинитивно незадоволни. Па незадоволство има, ама има и да се игра, да оставиме да почекам. Дефинитивно со тоа судиско дополнување што доста има можности за Брегалница, но она што е проблемот е што Брегалница практично ќе пропусти можност за доближување до лидер на табелата, затоа што практично сега ќе бара гол за освој бод, а не за 3 бодови. Тоа е веќе далеко потешка ситуација, да кажам, не задача. Ево го Капсаров, стрелецот на погодокот, проигрување со Коцев, одново Капсаров, се отвора простор нова за Беласица, сепак спречи тука. Задосни со додавањето Капсаров во оваа ситуација, мораше побрзо да го реши ова додавање. За среќа на Брегалница. Многу добар фудбалер, лично ми остави впечаток силен Капсаров. Не му го знам сивито и историјата, ама новој надпревар, супер активен. Па и ова е. Да, ова е ветувачка ситуација, еве. Да видиме како сето тоа ќе биде изведено, дали има некоја уиграна варијанта за вакви ситуации, кои би требало да се тренират на тренинг. Треба да се вратат.
голот што сега одново пропуштаат штипските седи. Мислам дека и ова беше добра, да не речам 100% шанса. Добра, одлична, дефинитивно. И асистенција. Жали за шансите. Две асистенции после нафрлената топка, едната со нога, втората со нога до главата на мисличен играчот со број. Не видов точно кој беше. Ирелевантно, можеше пониско да оди топката, тоа беше гол. Твојата статистика што ја спомна, еве го голот гостински за Беласица, во госту уште еден погодок, но од друга страна, после 5 години триумфи за Беласица овде одново со 0-1, бидејќи во октомври 2020 година славеше со 0-1 тогаш во купот Да на... почекаме дали ќе остане. Да почекаме. Нели како велиме се игра до последниот свираш со судијата. Но е Статистички така издржан. Еве, тежиштето се префрли некаде кон голот на Беласица, но тешко доаѓаат Брегалница. Да, треба Брегалница да додаде газ во последните атоми, во овие завршни, на се или ништо, нема калкулации. Пораз е пораз, бот е бот. Во игра ќе влегува и Стефан Младеновски, како и претходно кој што спомнав Анатолиј Петичук. Петичук на местото на Коцев. Мислам дека и четвртиот судија треба да покаже колку е на дополнувањето на овој натпревар. Публиката бара 8 минути дополнување. Дали ќе биде толку или нешто помалку? Од фудбалерите на Беласица, тамо и на требникот ќе му се укажува лекарска интервенција. Тоа е Капсаров, мисли, че ми стрелецот на погодокот. Момент кој што во пориси сега, тренерот Панчо Стојанов да подели некој совет до Горан Томовски. Се тоа треба да биде компензирано со судеско продолжување, колку ќе изнесува. Дефинитивно повеќе од 5 минути сигурно би требало да биде. Јас мислам дека ќе биде повеќе од 5. Дали цели 8, не би можел да кажам, меѓутоа мислам дека треба да биде повеќе од 5. Ајде сепак да се очекаме да видиме четвртиот суд, а измената не ја направија. Сега измената... Ова е грешка. Мислам дека со право реагираат Беласица, ова е грешка на... Беше најавна двојна измена, еден влезе во игра, втор не, реагира сега. Ова е грешка на четвртиот судија. Погреше, ова дефинитивно да. Ќе има тука доста работа. Техничка грешка на четвртиот судија. Мораше да ја направи измената па да покаже продолжување на натпреварот. Е шанса за Брегалница да види. Алексовски. Добро нафрлување. Избива. Се враќа таму сега да припомогне и Крстев. Веднаш далеко напред. Реагира Панчо Стојанов кон четвртиот судија Здравко Костовски, бидејќи требаше две измени да се направат, беше направена само една, а беше покажено и 5 минути судеско дополнување. Играта во меѓувреме продолжува без оглед на реакциите на стручниот штаб на Беласица. Брегалница се бори за тој бод. Трајков сигурен ја освојува топката. Не влезе во игра Петичук. Па ние добро го проследивме тоа и мојот. Да видиме дека има овде сигурно жолт картон, да нема и црвен картон. Реагира сега и кон главниот судија Владко Илиевски. Времето не било стрдно тече, иако мислам дека судијата даде. Ево, крајот Константин Капсаров, геројот на Струмичани. Ова дерби му припадна на Беласица со минимални 0-1. Брегалница сигурно ќе жали и за пенал, но и за добро. Како и да ја свртиме ситуацијата, не може да се најде забелешки на победата на Беласица. Пред се од аспект на чист, регуларен изработен гол. Немаше судички одluки кои влијаат директно на резултатот. Од другата страна имаше колосална шанса, најстрога казна за Брегалница, оправдано досудена. За жал, нереализирана, удар високо на полот. Кога се ќе се собери, ќе се одземе. Може би Реми ќе беше по-реално гледано од оно што јас го коментирам, но ќе
ќе повторам, нема место, нема аргументи, нема забелешки на победата на Столица. 0-1 на стрелец на погодок од Капсаров, трите голови одат по Струмица, овде одат со верените ајдуци да прослават. Да се одијам и јас, поздрав до гледачите на Јонет телевизија, честитки за победата на Беласица, честитки за борбеноста и прикажаниот мотив и желба на фудбалерите на Јовница и фудбалот и борбата за пласман во првата лига, посебно кога се во прашање историските амбиции, штипските амбиции, мислам дека не застанува тука. Тоа е тоа што го видовме, спортски поздрав и читувани гледачи од Штип, ово беше се од ова 12 коло. Спортски поздрав.